Добро, јас да се заблагодарам право на вас како медиуми што ете и ние сме трн во очи што се вика во периодот кој што е до есенскиот дел, каде што ете и вие не пратите во сето она што значи наша работа. Резултатот веројатно си доаѓа со работата. Кога говорам на прашањето, значи јас мојот совет до секој кој што се занимава со спорт во било која област е да размислува да биде секој пат најдобар и секој пат да стреме кон оној кој што е успех, а оној кој што не размислува така, значи не треба да се занимава со оваа работа. Јас во почеток кога веќе започнавме да преговараме со овој клуб, вклучувајќи ги луѓето кои што јас ги затекнав, тоа е Мери Ковачевска, директорот спортскиот Јовче Христовски. Значи целта беше да направиме една успешна приказна која што си поставивме цел да биде поразлично од она што било претходно. Никој пат не разговаравме дека наша цел ќе биде таа и таа позиција, дека ќе биде тој и тој успех. Успехот е да создадеме на целина кој што сега за сега успешно чекориме и сето она кое што го имаме создадено како заедно почитување. Тука доаѓа значи управата, стручниот штаб и играчите за сега функционира. И би сакал така да остане во иднина, нели нормално, со тоа што нормално во секоја работа треба да има прогрес, напредок со сето она што значи успешен колектив. Зборува за ситуацијата во која што се наоѓате, како е да се игра пред празни трибини, колку вино достигаат навивачите, би тоа е исклучително спортски град и можеме да претпоставиме дека во нормални услови спортската сала Боро Ќурлевски ќе беше исполнета со вакви резултати на кошаркарската екипа. Започнувајќи со овој проект беше целта како публиката која што препознава добар спорт, а во градов јас си дадов една изјава на почетокот што кога дојдов, дека сум изненаден од спортската приказна во овој град, бидејќи рано изутрина кога одевме на нашите тренинзи, целиот парк беше препун со дали се тоа млади категории во фудбал, во ракомет, сениорски тимови, па и ние како кошаркари. Ме радува и приказната што ете и овој град веќе има два кошаркарски клубови кои што се надпреваруваат во втората лига. Едниот е клуб кој што бележи сега за сега исто така висока позиција во неговата група во втора лига, а другиот е и како значи клуб кој што прогресира и поставува некои нови стандарди во однос на сето она кое што било сработено до сега. Сето она кое што нам ни дава обврска како прв тим практично во првата лига кое што треба да ги повлече сите овие второлигашки клубови е она кое што ние со нашата работа и со нашиот резултат ќе има се повеќе значи интереси од младите кошаркари кои што ќе се приклучат во овој спорт кој што и како значи. Она кое што сме сите затекнати, како ние, така и останатите клубови, короната, кое што не ни дава за право да се ние толку пуштиме и да размислуваме дека овој резултат кој што е сега ќе не следи понатаму, бидејќи може да имаме пехови во самиот надпреварувачки карактер.